Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Александар Вечиклиски и вие го следите деветото емитување на Проверитас од втората сезона. Платформа посветена на вистината, проверка на фактите и место каде што гласно ги разобличуваме лагите. Вечерва со мене е човек со едно исклучително богато политичко искуство. Поранешен амбасадор, пратеник, министер, градоначелник, некогашен подпредседател на ВМРО-ДПМН. Добро вечер за господинот Маријан Ѓорчев. Добро вечер. Маријан, ти благодарам што вечерва си тука. Очекувам да направи еден интересен муавет со оглед на тоа што за тебе има акумулирано едно огромно искуство. Јас само кажав дел од работите кои што ги имаш работено последниве 35-6 години колку што те познавам. Ке ми треба уште 5 минути само да најавам во мисијата што се друго имаш. Јас ти благодарам за поканата и ме врати некаде 35 години наназад на некои прослави на културното уметничко друштво во Апцаров, кај што ти беше баш вака во ги водеше тие наши прослави. Ме врати малце во младост, така да кажам. И благодарам и мене, ја исто се сеќавам на тие непрекрасни денови на културно уметничко друштво во Апцаров од Лисиче, кое што и во најтешките времења за Македонија беше на некој начин и амбасадор и представник на македонштината во тој период. Па ги обединувавме сите македонски ансамбли од Албанија, од Грција, од Бугарија. Работевме многу заедно. Да, имаше многу љубов тогаш. Тогаш имаше многу и бевме стварно силен ансамбл. Хајде да проговориме за нешто за што мислам дека си најкомпетентен. Тоа е деценискиот спорт кој што имаме со Бугарија. Си еден од најодличните познавачи на оваа тема. Што се случува во односот во моментов меѓу Македонија и нашиот источен сосед? Па ништо ново од аспект на историска димензија. Значи од некаде 1886 по доаѓањето на регентот Стефан Стамболов почнува таа голема, би рекол, идеја или како да наречем идејата за голема Бугарија, за Сан-Стефанска Бугарија, која што во времето од формирањето на бугарското кнежество од 1879 до 1886 за времето на кнез Батенберг и за оние апостолите на бугарската револуција Васил Левски, Христо Ботев, никош не било спомнувано дека Македонија е бугарска земја, меѓутоа потоа со текот на времето градењето на тие три лоста, доаѓањето на кобуршките кнезови, прво Фердинанд, нели потоа Борис, во најново време Симеон II, па Сан-Стефанскиот сон, од 3 март до таму до јуни некаде до Бернскиот конгрес и трето бугарската ново создадена буржуазија која што сакала нов пазар, нови стоки, капитал, територија, тие три фундаменти ја формираат таа стратегија на бугарското општество како целина и држава, кнежество, царство, држава во разни облици, капиталистичка, феудална, капиталистичка, социјалистичка, повторно сега демократска, независна Бугарија кон Македонија која што е во најмала рака непринципиелна и нема никаква содржинска димензија освен возобновување некои стереотипи од времето кога настанувале државите на Балканот кон крајот на 19 век. Да, па ако тргнеме и уште еден факт дека и ден денеска во Бугарија се слави Сан Стефано, работите се многу јасни. Тоа е ден национален ден. Национален ден. Јас кога бев амбасадор таму, знаете, кога ќе почне да ги набројуваат хероите на бугарската револуционерна борба, кога ќе почнат од некаде од Димитар Попгеоргиев Беровски, значи од Кресненското востание, па се до некаде до Ѓорче Петров и сите, тоа е веќе тешко ви паѓа, нели? Треба да стоите таму и да слушате едно 30 македонци родени во историско-географскиот простор Македонија, да слушате дека тие се луѓе кои што се бореле за бугарската кауза, но тоа е тоа и тоа бугарите умешно го успеат да го менаџираат и да го продават како нивна современа историја. Зошто Бугарија води историски погрешна политика кон Македонија, ако држи тоа што го зборува, секако не држи, мислам. Зошто секогаш прават фаули спортски да се изразам кон македонците? Толку ли немаат стратегија, толку ли не сватиле по 100 години дека погрешна е стратегијата во однос на нас што го прават? Очигледно е дека на почетокот на трансформацијата на бугарското општество од таа народна социјалистичка република Бугарија кон нова современа демократска Бугарија имаше еден простор кога беше председател Желјо Желев, па еден период кога настапи на новата првата би рекол бугарска десница, ги спомнувам тука Петар Стојанов, председателот Иван Костов, Надежда Михајлова, со кој што ВМРО-ДПМН во тоа време и јас како член на раководството имавме извонредни односи и дури ни помогна да станеме прво придружна членка на европските народни партии. Имавме надеж и верба дека нешто ќе се промени.
и ние ги поставуваме работите на многу практично ниво. Едноставно, дајте да не се вратиме наназад. Така. Тоа што се историски факти, ќе да го оставиме тоа на науката, на историјата, како што вели Вапцаров, све ќе оставиме на мајката историја. Так. А ние да се посветиме на градењето на односи и мислам дека направивме лостови. Еден од лостовите беше спогодбата 99 година, кај што ги решивме 53 непотпишани билатерални договори од 93 до 99 стоја замрзнати, затоа што бугарите во бугарското собрание кажаа дека не признаваат постојање на македонски јазик. И со една вешта формулација од наша македонска страна, кај што постигнавме еквилибриум на двете страни, дека ќе се потпишуваат договорите согласно јазиците во Уставот на Република Македонија и во Конституцијата на Република Бугарија. Тоа беше еден веш маневр кој што ги одмрзнавме работите, но морам да кажам дека и во тој период на градење на економски односи, јас сум бил стопанственик, сум работел во многу сегменти на соработка со Бугарија, да речеме извоз на наш македонски сладолед, правевме тука македонско-бугарска банка, балканска банка заедно да може да ги олесниме движењата. Имаше флуид, имаше разбирање и можеше слободно да говориме зошто Георги Димитров за нас е важен, да говориме за времето на присуството, како што не било присуството на бугарските дивизии тука за време на Втората светска војна. За тие, би рекол, тешки теми без некакви предубедувања и со отворено срце и со чиста мисла. Значи, тоа што е... Да, без уцени. И мислам дека до тој период некаде се додека Бугарија не стана членка на Европската унија, кога не им се отворија, би рекол, сите оние чакри кај што може да гледаат, да се вратат наназад во историјата, потоа после почна еден друг процес, значи ние не поставивме никакви други и при нивното зачленување во НАТО и при нивното зачленување во ЕУ, ние не поставивме 2004 година никакви, би рекол, прашалници околу некакви наши теми и дилеми кои што постојат меѓу нас. Меѓутоа, потоа кога влегува таму, кога станаат член на клубот, еднаш беа член на Варшавскиот клуб, сега се член на Европската унија, веќе почнаа да пројавуваат амбиции да нешто докажат кое што мислам, нас македонците не може да ни докажат, се обидуваат на светот да му докажат, ама не може да докажат. И тоа е жално како се случува во Бугарија. Мене ми е жал, имам таму многу пријатели, секој сум им велел на моите бугарски пријатели, и министри, и академици, например, академик Воденичаров, прекрасни луѓе, поранешни министри Румен Биков, Румен Сарбезов од разни постави. И секој сум им верил, луѓе, јас сум македонец, а ја почитувам Бугарија. Разберете го тоа дека не можете вие мене да ме промените, значи. Јас сум тоа што сум, така. Јас сум тоа што сум, ја почитувам вашата култура, историја, наука. Меѓутоа морате да разберете дека и вие треба да возвратите со реципрочно, мора да имаме некаков однос. Мислите ли дека имаат демократски капацитет? Постои ли во Бугарија за да се вратат, да се нормализираат, условно кажано, на некој ниво разговорите, бидејќи главна тема на сите избори и на сите политички партии во Бугарија кога ќе дојдат избори е кој пооштар став да има во однос на прашањето со Македонија. Тоа е за жал потикнато, пак ќе кажем, еве земете сега и најпоследната тема за Охридска архиепископија. Значи едноставно просто е недозволиво, имајќи го во предвид кој ја читал двотомната, би рекол, историја на Охридска архиепископија, односно она што најголемиот, би рекол, познавач на Охридска архиепископија е Охриџајан Снегаров. Бугарски академик кој што кажал дека Охридската архиепископија, баш онака цитираме, образец за духовната самостојност на Македонија. И сега ако вие тргнете од еден Снегаров, кој што несомнено е бугарски академик и кој што напишал 2 тома за Охридската архиепископија, кај што јасно стои што е Охридската архиепископија, сега вие после толку време да покренувате тема да ги расчлените сите елементи, да докажете дека Охридската архиепископија е бугарска црква. Мислам, тоа не е можно. Прво не е можно затоа што Охридската архиепископија постои во времето на една голема источна римска империја. Значи едноставно потоа постои за времето на Османското царство, постои како румска, значи римска црква, така. Османлиите пишувале, и сега не постои ни бугарска, не постои ни грчка, не постои ни ништо, постои баш документи како што постои, и сега вие се обидувате сите тие историски документи од Јустинијана Прима, значи кој ќе влезете во Охридска архиепископија, нели стои во црквата Света Софија, Охридската архиепископија, архиепископ на Охридска архиепископија и на Јустинијана Прима. И сега кога го имате вие тој доказ, вие треба да спорите за дребни работи. Но има луѓе таму.
гледате какви луѓе има, Стефан Цанев писател, имате Дечев, имате историчари, имате академици, кандидати академици, прекрасни личности кои што пишуваат за Македонија, луѓе кои што се Александар Алек Попов, писатели, прекрасни луѓе, интелектуалци, дури и политичари. Меѓутоа тие ако кажат сега во ова гревот настана, знаеш, оној првобитен грев кога се појавија таа тројна коалиција Каракачанов, Сидеров и овој како се викаше што Бојко? Атака, не, Бојко Атака. Сидеров, Симеонов, Симеонов и Каракачанов, и кога тој национален блок на еден фашист, на еден русофил и на еден би рекол шовинист кој што Македонија гледа како дел од Бугарија, и тие тројца дигнаа премногу високо летвата и сега таа летва никој да се спушти. Знаете, Хавиер Сотомајер скока 2:45. Никој не може да говори тој светски рекорд од сколку височина. Така. Сега оние дигнаа толку високо летвата што никој еден бугарски политичар, јас кога бев амбасадор, баш конкретно во разговори со многу, не ги именувам сега, битни луѓе кои што сега прашував зошто е толку, што е толку страшно да почнеме да разговараме отворено, да вратиме да биде Бугарија пријател на Македонија. Мене тоа ми е важно, затоа што сме соседи. Треба да живееме, на сите ни е важно нас. И вас ви е важно, вие немате подобар пријател од Македонија. Ајде видите ги другите работи, ако земете во еден контекст на развивање добрососедство. И врски пријатели. И врски, родбински, секакви пријателски, стопанственички. И во тој контекст немаат одговор. Значи немаат одговор, премногу високо е, нивно тврдење е премногу високо е дигната летвата. И тука сега тие луѓе ако излезат со таков позитивен став, еве сега дојдат во Македонија баш две бугарски кандидати од академијата кои што кандидат академици, едната пишува за албанците во Македонија, другата е за турскиот, за присуството на турците во Македонија, че Македонија има нив потребна да истражуваат, да видат како. И сега тие кои ќе дојдат во Македонија се однесуваат сосема пристојно, културно, коректно. Меѓутоа во Бугарија не може да кажат дека се примени добронамерно, дека им се отворени сите архиви, дека може да истражуваат се. Така, тоа е некој страх останат од некои давнишни времиња, кажавте, многу системи имаат променето во Бугарија. А што се случува денеска, Марија? Да им појасниме на нашите гледачи вака народски кажано, каде е заглавена работата? По непринципиалната политика ве говоревме на така наречените македонисти во нивното МНР, кој го држат во заложништво целото бугарско општество, или нешто друго е во прашање. Еве, кажавме дел од работите, стварно нема логика во целата оваа работа. Вината е сепак јас би луцирал конкретно кога се работи за билатерален договор кој што е меѓународен, меѓутоа не е од типот на Преспанскиот договор, е Охридски, овој договор што се потпиша во Нивица? Не во Нивица, тоа е Преспанскиот. Така. Договор што се потпиша во Скопје на 1 август. Така, да, во Скопје. Вината е исклучиво во тогашното раководство, јас би го лоцирал конкретно на председателот Заев на СДСМ, министерот Димитар Димитров, кој што некогаш беше член наш на ВМРО ДПМН и кој што го пратив амбасадор во Вашингтон. И целата таа гарнитура подоцна го наследи тоа Ковачевски како премиер, Бујер Османи како министер за внатрешни работи, Маричич, дел од Червената револуција, тоа се беа луѓе кои што нема чувство за сензибилитетот на односите Македонија и Бугарија. И ако вие сега подпишете таму во тој договор, во алинеја 9, дека имаме Македонија и Бугарија заедничка историја. Значи, пазите што правите вие. Значи, ние како Македонија, како дел од поранешното Османлиско царство или поранешното Источно-Римска империја, така наречена Византија од германските и британските научници, вие сте биле 5 века по турците и во Источно-Римско царство 10 века, вие сте биле 15 столетија, сте живееле заедно со етносите, зборам со етноси, бугари, грци, илири, хрвати, сите заедно во тоа, босанци кои биле таму, значи сите заедно сме живееле, романците, сите биле црногорците, сме биле заедно во тоа, но како етноси, не како држави. Оти бугарите го злоупотребуваат тоа, нели, средновековна Бугарија, од таму потекнува, бугарите се органска нација, нивната нација е производ на културата и тие потекнуваат од времето на Борис Први, нели, и покрстувањето на бугарите. Но тоа е веќе сосема нешто што е научно докажано. У средниот век нема нации, у средниот век средновековна држава, тоа е феудалецот што владее, црковните водачи што се и другите се закрепостени селани, се третираат како предмети како земјата. Значи нема народ, нема нација. Постојат етноси. Евреин, Ром, македонец, бугарин, тесалиец,
Припадник, да. Припадник, Арнаут, Да. не знам, не е битно, Србин. И во сето тоа ние кога ќе пишеме дека сме биле само со бугарите, задничка историја, вие навлегувате во лавиринтот кој што нема излез. Да. Не може да го напуштите. Пошто на тоа додавате во член 8 од договорот комисија за историски образовни прашања, која што е мултидисциплинарна по 7 члена од двете страни и кои што се одлуки со консензус, сега треба да утврдат дали Охридската архиепископија е македонска или бугарска. Така. Дали нашето Илинденско востание е македонско или бугарско. И сега вие уште сте у средниот век, не може да дојдат до ВМРО, до најболната точка ќе биде ВМРО. Сега сме на Охридската архиепископија, пред тоа беше Самуил, пред тоа беа Климент и Наум, пред тоа беше Кирил и Методи, и сега вие имате еден таков јазол кој што, знаете што, државната историја сега ние што треба да признаеме? Треба да признаеме до сега што ви работите, мој поглед на нештата како човек, како македонец, треба да признаеме тоа што бугарската државна историја тврди, тоа треба да го фатиме како факт. А тоа што нашата историја тврди, тоа е нешто што е спорно и нешто што е дискутабилно. Прават промена на тезите, класична замена. И сега вие треба да признаете дека, еве, например, бугарите го слават денот на Свети Кирил и Методи 24 мај како ден на бугарската азбука, просвета и словенската литература. Пазете, Кирил и Методи. Кај што воопшто старословенската азбука никош не дошла, значи Кирил и Методи, Константин филозоф и Методија стратегот, никош не биле на територијата на кнежество на средновековна Бугарија. Никош не биле неопштеле со цар Борис. Да. Покрастувањето на бугарите 804 година е извршено на грчки јазик. Формирањето на бугарската црква 870 година е на грчки јазик. Никош старословенската глаголица не суштествува во артефактите, во било кој дел може би има 2-3 артефакта на старословенска глаголица. Друго е да кажеме кирилицата дека од 893 дека таму на вистина кирилицата била можеби и на Преславскиот двор, основањето на кирилицата е таму. И тоа се факти. Ама вие сега да прифаќате дека вие да учите дека Кирил и Методи тие се како што толку се наши колку што се и повеќе се работеле во Панонија, повеќе работеле во Моравија, во Словачка, во Чешка, во Унгарија, во Војводина, и вие да кажете дека тие се само наши. Не, тие се за сите словенски народи кои што имаат во коренот на зборот. Тоа е прапочетокот, пракодификација на словенскиот јазик. И тоа бугарите го присвојуваат. И вие се, знаете, јас сум бил на прослава во Бугарија. Значи, тоа е болно кога ќе слушате. Кирил и Методи, основачи на бугарската азбука. Не е точно. Основач на бугарската азбука 893 година, кога се именува Симеон II, Симеон Златниот век, се знае Константин Преславски. Кирилицата, тоа е нивната азбука, нема проблем за тоа. Нека го слават како што треба. И тоа научно може да се докаже. Кога тие пишувале на кирилица, Охридска епископија го држала писмото, старословенската глаголица до 11 век го држала писмото. Значи, толку сме ние различни во тој поглед и затоа боли тоа кога ќе дојдете до таа точка 8, историска комисија. Јас го разбирам професорот Ванче Георгиев и сите таму и кои се сите наши научници, археолози и сите кои што работат таа тема сега болно да ги слушате политичките интерпретации на бугарските историчари. И тоа е болно, па имате после меѓувладина комисија која што треба да направи заклучоци, односно протоколи, предводено Министерство за внатрешни работи, и вие добивате задача буквално да извршите ревизија на македонската историја, да извршите туторство во образовниот систем, да дадете на бугарската образовен систем да ви каже што во учебникот од 6 или 7 одделение треба да пишува за примерно Кресненско востание. Сега тука е, значи вината е сепак наша. Кусогледост, би рекол, па и прекрашување на уставните обврски по властување на владата, дали може таков договор да подпише. Токму тоа сакам да ја прашам, нели се работи, нели треба некој да одговара во оваа држава, јас ќе бидам малци порадикален, дури и за предавство, за национално предавство, ако знаеме како се подпиша пред се прво договорот во Нивица, нели имаше и референдум, народот излезе, не ја поддржа целата таа приказна, нема мандат од граѓаните, и мислам дека треба некој да одговара за сето ова што не се случи. Белјата е направена во секој случај. Тука нема бегање.
но некој треба да одговара, според мене, за национално предавство, бидејќи една група на луѓе без да не праша никој од нас проба да не смени. Многу е важно дека ние имаме, никош во Македонија не се зборува, можеби јас неколку емисии се зборувал на таа тема. Пазите, ние имаме закон за влада и таму се прецизира кои се овластувањата на владините службеници. Така. Конкретно кога зборевте за нивици. И вие имате еден министер, ви читајте ги изјавите на Коцес Димитров, кои што се дрзнуваат, ние ќе ги оставиме стереотипите, све што се разговарало пред нас, и ние сами ќе го решиме проблемот за тоа. И вие прекршувате, вие го прекршите уставот. Зашто работите во овластувањата што ви ги дава закон за влада. Тоа значи треба да се покрене постапка пред Уставниот суд да се преиспита дали еден министер за внатрешни работа, подоцна и премиерот, имат право во услови кога македонскиот народ не дал согласност на референдум, дали ти имат право да го сменат името. Така, колку што И нив ги и пазете што имат втора работа. А и тој што го направиле без референдум, ги кршат уставните прават уставни преседан без војата на народот. Тие прават кривично дело, затоа што 8 пратеника од ВМРО ДПМН ги уценуваат, ги малтретираат, ги ослободуваат со застолничко здружување, обвинител, судија и кој таму, и тие ги тераат под уцена да гласаат, и тоа е и кривично дело. Ако вие покренете да докажете дека имаат застолничко здружување на политиката, обвинителството и судството во делот на собраниското гласање, тогаш паѓа целото гласање. Да, интересно. Но тоа никој не го покренува во Македонија. А има застолничко здружување. Се знае кој судија беше, се знае кои обвинители беа, се знае кои политичари беа што вршеа притисок да се изгласа тој под, ајде да кажам, под невидена пресија и нешто што му припаѓа на целиот македонски народ, некој Димитров, некој Заев да го смени затоа што тие така сметале, со тоа ќе унапределе односите со Грција. Тоа и договорот со Бугарија. Само има разлика од договорот со Бугарија, што таму има член 13 став 2 и таму стои дословно. Овој договор може да се промени по дипломатски пат со писмено известување со согласно од двете страни, а одговорот на една до другата страна е во рок од една година. Значи, вие ако дадите амандман или надградба или додавка дека сакате алинејата 9 во преамбулата се избрише, да немаме заедничка историја или да кажеме дека имаме споделена балканска историја како дел од Балканот, или да кажете дека комисијата ќе работи, на пример додавка, моја би било таа идеја да работи под егидата на УНЕСКО. И понатаму да кажете дека што би било подобро да се меѓу Бугарија да се развие економија, да се развие туризам, инвестиции, водите на струма да разговараме дали можеме да обезбедиме во делот на наводнување на Струмичко поле и ред други работи. Инфраструктурите што говориме сега, железница, патишта, клепалото, тој фамозен. Да, клепало, да. Тој фамозен премин да го отвориме. Инвестиции во бугарите имаат во IT технологијата големи можности да дадат во Македонија. Тоа се предмети на разговори, а не историјата. И затоа велам дека тука сме виновни ние, зашто бегло преминавме преку тоа што некој би рекол злочиначки го направи на македонскиот народ и на македонската држава, и сега вие сте во стапица. Се стапицата ви дали ќе ви се откине ногата, ама ако ви се откине ногата ќе можете да добиете гангрена и да умрете од тоа. И сега ние сме во таа дилема, што да правиме како Македонија, односно нашата нова влада која што завзема добар курс во однос на Бугарија, во смисла да разговараме принципиелно, реципрочно, рамноправно, на исти столчиња, сега е доведена во еден ќорсокак затоа што бугарите едноставно викат, па не само бугарите, и Европа, подпишавте, исполнувајте. Тамо подпиша премиер и министар за надворешни работи, а не подпиша председател на државата кој што е овластен тоа да го направи меѓународни договори, нека нас. И тоа е прашање за кое што на државата тој што треба да го направи тоа, или според уставот на Затоа велам дека тоа е сериозна проблематика која што треба да се пристапи правен тим да го согледа тоа, да го анализира и постепно, како што на крајот добивме на 5 декември 2011 година добивме Грција. Колку траеше тој спор? 3 години. И повеќе. И ги докажавме дека Грција нема право да блокира Македонија доколку го употребаше акронимот во тој момент поранешна Југословенска република Македонија. Ама треба да се работи. И јас секогаш апелирам на тоа, секогаш кога сум зборувал на оваа тема, дајте луѓе да работиме, ако некој сгрешил, не може некој да збориме за неказнивост. Па мора тој да одговара што не го почитал референдумот на народот. Така. Пазете, што се случува? Ние сме, јас и вие сме долгогодишни познаници и пријатели. Пазете, ние го сменивме името, немаше опозиција. Ние марширавме по улиците. И напуштивме изборите 94-та. 95-та година прифативме привремената спогодба, немаше опозиција во парламентот.
Немаше ни референдум, немаше ни опозиција. Никој. Го стемивме член 49 кај што немаме право да се грижиме за нашето малцинство во Грција, во Бугарија, во сите соседни земји, во Албанија, и никому ништо. Го сменивме и знамето, без опозиција. Сега без референдум го сменивме името. Па што треба ние повеќе да направиме? Сега ќе дојде на ред според мене како ќе се движат работите, кога ќе останете без знаме, без име, без устав. Значи, толку пати го кршим уставот, сега ќе дојде во прашање друга треба, ќе дојде химната. Ќе дојдат други работи, ќе дојдат и веќе се заговарат и на крајот што ќе биде? Прашањето е дали сме ние држава или територија. Сега се враќаме во средниот век. Бугарите не враќаат во средниот век. Сега сме територија и на крај шестиот атрибут ќе бидат спорни границите. И затоа ние треба едноставно тврдо да застанеме, од ова нема каде да одиме, ногата е пресечена, се прави нели да нема гангрена, дајте да одиме сега да спасиме државата, затоа што тоа не е единственото нешто што преостанува кај нас. Како според тебе мислиш дека води владата добри, дали води владата добри политики според тебе актуелната влада по ова прашање? Што мислиш како ќе заврши овој процес? Дали менувањето е на принципот на консензуалност во решањето во ЕУ може да биде некој можеби простор за напредок? Тоа 10 години или -1, -2 како беше онаа приказна? Јас во тој поглед имам сум преговарал многу години во Брисел, во тој дел јас што сум го водел агрокомплексот и сум успеал во тој дел јас што сум го водел. И знам отприлика како размислуваат европјаните. Значи, во прашањето е меѓународната политика не постои затоа што нема меѓународни институции. Ако нема меѓународни институции, имате суд, ние нели за правдата, ние го добиваме спорот со Грција, тоа е меѓународна институција. Европските политичари, дали се викале Борисов, дали се вика Меркел, дали се вика Макрон, не е битно, или други некој Оланд пред тоа, велат, па ние решивме Македонија, па добро, судот пресудил, политичка интерпретација, не го признаваме ние тоа. Значи, чим не признаваш ти своја институција, нема меѓународно право. Значи, тоа е веќе, меѓународното право почива на сила и на интерес. Ако не почитувате меѓународна институција, има нели реалисти и идеалисти за меѓународното право. Идеалистите велат тоа постои, ама треба да имаш институција. Еве Меѓународен суд за правдата не се почитува. За едни се почитува, за Македонија не се почитува. Меѓународен суд за човекови права носи пресуда, нема извршна клаузула, бугарите имат 20 кумулативни пресуди. Јас знам мои пријатели, знаете, многу години јас сум работел со Омо и Линден, почина Данчо Костадинов, оснивачот на старото здружение Омо и Линден, почина Ѓорги Христов, оснивачот на Народна волја. Тие имаат добиени пресуди, сега се веќе починати. Значи кумулативно не се 5-16, тие се повеќе. Ама луѓето веќе тие си одат кон вечноста и остануваат нереализирани споровите. Бугарските судови велат многу едноставно. Тие си имат свое уставно законодавство, си имат устав кодификуван, си имат закони и велат ние не можеме да извршиме оваа пресуда, затоа што, и тоа е една реченица, јас сум ги читал сите. Во библиотека сум ги барал сите. И една реченица одбивна и во основниот во Благоевград, и апелациониот и врховниот. Затоа што нема историски, етнички и јазични докази дека македонците се различен народ од бугарите. Толку е. И готово. И немате што вие тука и веќе биџели нема извршна клаузула, судот не може. Единствено што ни преостанува нашиот амбасадор таму во Советот на Европа да бара казнивост на државата Бугарија, која што е членка на Совет на Европа, зашто бугарската политика ништо не се разликува од да речеме политиката на други држави кои што да речеме многу држави ги прекршуваат човековите права. Секаде во Европа се прекршуваат. И во Естонија, и во Франција, и во секаде се прекршуваат. Ама поентата е вие како амбасадор барате казнивост, дајте таа држава што ќе преземе Советот на Европа кон Бугарија, тоа Македонија треба секогаш на секоја седница да го повторува. Чекајте, вие имате држава која што бара во нашата држава се прават уставни измени за човекови права, а во својата држава го прекршува 20 и повеќе години, да речеме, основното човеково право. Пазите што бараме ние. Никој не објаснува. Ние не бараме бугарите го сменат уставот. Ние не бараме никакви законски промени. Ние бараме бугарите да дозволат организирање граѓанско здружение на бугарско здружение. Омо и Линден Пирин. Јас би сакал статутот да ви го донесам тука, кој што ќе се види дека нема ништо на бугари, граѓани, бугарски државјани, кои што се чувствуваат македонци.
Тоа го бараат Војнинен Пирин. И нема како да ги одбие судот во Страсбург. И добиваат пресуда. И не може да го реализираат тоа. И секако вие ќе градите однос на таа релација. Едноставно со бугарите, јас кога сум бил и како амбасадор таму и како стопанственик и како градоначалник, јас се збратимав со многу градови во Бугарија. Истата беше тема. Тие ќе почнат прво, јас стално го заговорам тоа. Знаете, Ѓорчев, за све ќе збориме, и песни ќе пееме, и ќе правиме разговори за соработка, ама за македонците во Бугарија, Така. како велат они, тоа прашање кај нас не суштествува. Сега нашиот одговор каков треба да биде? Да, точно, ќе разговараме, но за идентитетот македонски нема да разговараме. Да, И тогаш веќе имаме рамновесие, имаме еднаквост. За тоа тоа е црвената линија, Маријан. Тоа е црвената линија. Значи, потоа ние пак ќе си бидеме пријатели. Така, да. Нели, се разбираме, ќе градиме мостови, ќе градиме вијадукти, ќе градиме туристички, ќе дозволиме бугарски инвеститори да дојдат тука се. Ама до тука. До тука е. Така. Ама кога ќе дојдеме дали сум јас македонец или дали дедо ми приказката на дедо ми е валидна што ми ја кажувал или не е, тогаш веќе задира во духот на човекот. Во длабоко во тебе, Во да. подлабоко. И сега секоја семејна традиција, семејен спомен, кој што потекнува бара во нас, јас сум веќе во 7-та деценија, веќе 70-та година почнав, сега човек кој ќе го допре некој во душата, секој одговор е инстинктивен, импулсивен. Немојте те молам, му велам јас на сите мои пријатели, ве молам, немојте. Така. Да, не можеш после 70 години. Не може после да ме сега разубедуваш. и сега да ме разубедуваш што сум сега. Ели се И ближиме кој сум? до тој пат кон вечноста, тоа сме ние. Така. И тоа бугарите го разбираат, ама го разбираат на ниво на ваков разговор во една просторија, меѓутоа кога ќе излезат таму во собранието и веднаш ќе поставуваат прашање што очекувате вие да се направи. Јас стално сум зборувал на тие пресконференции. Очекувам искреност. Така, Да бидете искрени. Може би тоа фали, но исто е така и фактот дека сите влади до сега на ВМРО ДПМН никогаш не извршиле национално предавство. Како што се случи со сите овие кои ќе видиме на назад, убаво кажавте 94-та, нели, Пета, 95-та и сите тие работи се е правено без партијата ВМРО ДПМН. И ВМРО ДПМН е константно, значи еве сега имаме според мене лидер кој што успеа да го издигна ВМРО ДПМН на едно многу повисоко ниво. Значи јас сум соработувал со сите три лидери, и со Љупче Ѓоргиевски, и со Никола Груевски, и со Дал Господ, и тоа е добро, значи и со сите нив сум имал, би рекол, коректни односи, добри односи, независно од ситуациите. И ден денеска се тие односи такви. Меѓутоа Мицковски успе да направи еден прв пат во тој дел на односите со меѓународната заедница, успе да направи еден исчекор во насока да ја затврди македонската позиција, да ја постави на фундамент и да каже ние сме тоа го бараме. Да. И прв пат Македонија настапува од позиција да, во рете, ние ќе се договориме, почитуваме се, и заклучоци, и протоколи, се, меѓутоа дај тоа да го решиме, нашите црвени линии се тие. До тука. До сега Македонија имаше, како да кажем, малце, секојаш било под притисок, нели ќе дојдат тука советодавци, па идеа разни луѓе. Јас сум бил израмкованиот договор, па ќе ви кажат вака, па така, па булдожери ќе ти пратат, како да, ќе викаат па политички, нели? булдожери, па и доаѓа тука, сите доаѓале тука, нели? Да, Сме да. ги гледале за времето на војната на Косово, па нашиот конфликт, па сите, па новинари, секакви познати, нели, па ќе ви кажуваат, па кризни групи Едгар Џозеф, па ќе ви кажуваат, дури со навреди. Тинтен, како ги кани. Да, тинк-тенкови. Да. И сето тоа, меѓутоа овој пат ВМРО-то прв пат еве со господинот Мицковски како премиер, мислам дека постигна на ниво на меѓународна афирмација на една држава која што си има став, си има рабет. И ако тоа продолжи така да се негува, ќе има многу тука создаден, има пета колона секогаш во Македонија. Нормална работа, да. И ќе има и новинари кои што и ги знаеме кои се тие. Да. Јас отворено кажувам, многу новинари во Македонија заработија многу пари на база на без да откријат од каде им доаѓаат тие пари. Велат дека се независни. И независни се. Сега никош И сега не сум криел и мојата се не чине, припадност. државата не чини, институциите не чинат, политиките не чинат, програмата не чини, се во Македонија не чини, само тие чинат. Да. А медиумите се пета сила. Покрај извршната, парламентарната, претседателската, правосудната, меѓутоа медиумите се исто така голема сила. Тие може да ви наметнат мислење. Копчето пред телевизорот, само свесен човек може да го исклучи. Обично ние сите се повидуваме и слушаме, може да е така како што велат, може и да не е така, нели? Може да не, да. И човекот така се креира мислењето. Се креира мислење, се создава амбиент.
И така што ќе имаме многу непријатели у смисла оние кои што сме за Македонија, вака како што сакаме, некои велат што е тоа достоинство, па достоинство е моето дете да оди надвор или не знам што. Меѓутоа достоинство, ако вие немате држава, пак ќе кажам, тука се не се работи само за достоинство. Тука се работи дали ќе имате државата или ќе ја изгубите. Овдека според мене ќе станеме територија. Ако продолживме по патот на оно што го градеше претходната гарнитура за 7 години, разгради Македонија целосно и економски, и социјално, и на меѓународен план, и ние останавме буквално како без ограда. А територија најлесно се освојува ничија кога е. Апсолутно. И затоа ова сега што го нашата конкретно влада што го прави, кај што ВМРО ДПМН на чело со премиерот Мицкоски е нешто што представува бедем и тој бедем мора да опстои. И ние треба тој бедем да го градиме што поцврсто, што посилно, ама тука треба да има народот волја да разбере дека е ова судбинска битка, затоа што околу Европа, ова што прашавте. Знаете, Европа сега велат, нели, ќе останеме ние последни, ќе отидат сите напред. Јас бев советник во една фирма во изминатите 2-3 години, која што работеше малку со Албанија и во агрокомплексот. И патував често за Албанија, несомнено Албанија оди напред. Во оно што представува инфраструктура, современи патишта, Тирана се гради, се направи Драчи, Валона, се направи европски пристаништа, па тамо е 6-та американска флота сега веќе во Драча лоцирана, значи тоа е веќе и воена база. И нормално дека Албанија направи многу во делот на инфраструктурата, во делот на реформите. Албанија, ви тврдам дека е далеку зад нас. И Албанија беше пречката што ние 2019 година, 17 октомври, не добивме пас да почнеме преговори, кога ни ветија Меркел, Меј, сите кои што дојдат тука во Македонија, дека треба да почнеме преговори, вие направивте се, вие сте подготвени да почнете преговори, само сменете го името и ќе почнете преговори. Изјавата на Макрон беше и на Холандија и на Данска, повеќе се однесуваше на Албанија, кој беше тој умник што не спои со Албанија, нели? Што не поврза со Албанија да одиме заедно, затоа што ние имавме тотално диаметрално спротивни патишта во нашето европско асоцирање. И сега Албанија не закочи тогаш, и од кога нас ни се случи тоа што ни се случи, потоа дојдоа ветата, се осилија бугарите, тие видоа дека се дава, мислам, таа логика, и сега ние сме во една бездна, а Албанија оди напред не затоа што е поподготвена. Црна Гора оди напред не затоа што е поподготвена, туку затоа што е тоа политичка артикулација на одредени прашања. Црна Гора оди напред затоа што преку неа се врши притисок на Србија, Албанија оди напред затоа што тука има потреба од безбедносни коридори, во тој дел и меѓу другото и околу верските прашања, конфесионалните прашања, тука е Ватикан, во судри со одредена поранешна отоманска, османлиска, да речеме, димензија. И сега останува истокот Украина и Молдавија, кај што апсолутно немат никакви реформски критериуми за да можеле да се споредуваат со нас. Земете Молдавија, какви човекови права имат луѓето во Гагаузија и во Приднестровје? Немаат. Гагаузите знаеме што се. Тоа се луѓе кои што се православни, меѓутоа потекнуваат од туранската висорамнина, кои што потекнуваат сите туркменски народи. И сега тие гагаузи таму кои што се против актуелната власт, какви права имаат тие? Какви права имаат луѓето во Приднестровијата, кои што се случајно православни руси? И сега се случува една ситуација кај што нас не зборува тука човекови права, граѓански слободи, а таму на пример немат никакви права, а Молдавија добива пас. За Украина да не збориме. 1/3 нема државата. Апсолутно, не се контролира, нема територијален интегритет. Интегритет нема, Немате енергија. Значи енергетска Македонија во поглавата 4, 5 и 6, веќе ви ги кажам, 4 е ресурси, земјоделие, кохезија. Умерено подготвена кон добра. 5 зелена агенда, умерено подготвена кон добра. 6 надворешна политика, умерено подготвена кон добра. Тоа никој не го кажува, се тројка, двојка кажува. Тоа се квалификативите. Или си умерено подготвен кон добар, или не си. Значи надворешна политика на Македонија е целосно усогласена со ЕУ. И кон Русија, и кон сите други држави сме усогласени. И дури и у двојката и у тројката економските критериуми, заедничкиот пазар и конкурентност и инклузивен раст, и тука сме умерено подготвени. Нас не е проблем што нас не се оспорува темелот, фундаментот на државата, јазикот, ни се оспорува нацијата, ни се оспорува дека постоиме името, ни се оспорува. И значи во тој контекст
ние тука имаме проблем, иначе реално гледано ние сме за Украина и Молдавија, јас отворено зборам. Лужи, па што збориме ние таму, има во Украина, читавте сега пред некој ден, па се работи за корупција која што тоа е немерлива корупција. Немерлива, да. Немате избори од веќе втора година. Немате избори, немате власт. Немате легитимитет на Немате власт. легитимитет, немате власт, имате проблем со територијален интегритет. Имате проблем. Ние поддржуваме Украина во делот дека не треба да има агресија, сите оние стандарди кои што Македонија ги доживеала. И ние бевме нападнати од меѓународен протекторат, знаеме што значи 2001 година. Ама поентата е дека како може сега тука и шанса, тоа е истовремено секоја криза и предизвик и шанса. Имаме шанса, ако има политички критериум за Украина, пазете која загрозување тоа Украина беше 42 милиони, јас кога 2001 година ме праќаа премиерот и председателот тогаш одевме со Душко Кадиевски за некои важни работи таму да разговараме. Знам зашто. Знам зашто одевме, јас 3 пати бев таму и знам дека тоа е една прекрасна земја, прекрасни луѓе, голема култура, големо знаење. Меѓутоа, пазете, 42 милиона, еве нека се намалени на 35 или 34. Кој е таа миграционен притисок, кој е тој миграционен притисок кон Европската унија? Да. Успоредено, па и Молдавија е 4 милиона и повеќе. И ние сме 1.800.000, од кои што најмалку 200.000 сега работат во Германија, во Швајцарија, во Белгија, значи ние која загрозување сме ние за Европа? За Европа, да. И во димензијата на структурните фондови, што ќе добиеме ние, имаме и наша контрибуција, и во димензијата на нашето работоспособно население, ние сме работоспособно население 900.000 луѓе. Толку сме ние. Порано бевме вработени, 90-та година кога работев јас, имавме 900.000, сега сме вкупно толку. Да, и ни старе населението и се селува, да. И сега тоа е тоа. И не можеме ние тука да се што ќе ја загрозиме ние Европа. Едноставно треба да ни даде политички критериум. Македонија направи толку на тие седници, не ни треба ни +1 ни -1, едноставно треба да им кажат и на Бугарија и на Грција и на сите тие што се против нас луѓе, чекајте бе. Абе Црна Гора оди напред. Така, да. Знаете што се случуваше, ајде не кажам сега. Допред некој време како живееше таа држава, нели? Не само тоа, на кој начин Европа ги решаваше проблемите што ги наметна Црна Гора. Да, баш така. Така ли? Баш сега во тој контекст, сега и Украина се пренесуваат милионски избеглици. Германија веќе не може да прима, Полска не може да прима. По милиони, по 2 милиона украинци има. Сега ние колку македонците плюс тоа ние си работиме, нема ниту еден доказ дека нашите граѓани кои што живеат во Холандија, во Белгија, во Германија, во Швајцарија, во било каде, Словенија, Италија, сега во Хрватска имате 21 македонци во туризмот, во Словенија уште 20.000. Немат притужби, нема жалби, нема против нас никакви. И се тоа треба да биде прилог повеќе македонците, значи вака да не примат во Европа. Едноставно треба политички критериум, заедно сите, Молдавија, Украина, Црна Гора, Албанија, сите што сме тука, сега за Србија има некои веќе други параметри сега околу нивната политика што ја водат, но во секој случај ние треба да бидеме дел од тој политички критериум, таа политичка интерпретација на rule of law, владење на правото. Се друго не исполнивме. Секоја дискусија е бесмислена сега, дали тој чаптер, тоа поглавје број 23 или поглавје број 24. Ова што го кажавте последно, тоа ли е може да биде и достоинствен напредок за Македонија за понатаму, за да се спроведе? Јас мислам дека да, нема друго. Европа треба да биде обединета, треба да го спречи влијанието на другите блокови. Имате светот е мултиполарен, факт е. Да. Русија се обидува да продре, Кина се обидува да продре. Гледате што се случува Индија, Јужна Афричка република, Бразил, тоа се големи земји, сите се членки на Г20. Тоа се огромни земји, Мексико, Турција земјата. Влијанието на Турција, не знам дали го чувствувате вие во Македонија. Во регионов целиот регион, не само во Македонија. Големо влијание има. Големо влијание во Бугарија, во Северна Грција, во Албанија, во Косово, секад во Босна. Да. И сега вие Европа ако сака да остане инклузивна, да прифати Македонија, неизоставно треба да биде и по културолошките вредности, па библиска земја сме на крајот добива Европа со тоа што ќе бидеме ние. Свети апостол Павле доаѓал тука во македонските општини Бери Солуно, таму ги пуштал посланијата. И сега 49 година после Христа. И сега ако ние така гледаме, само тој политички критериум треба да не сврстат у таа група и има начин како да им се каже на Бугарија и на Грција, како што на крајот им се каже на Унгарија,
кога требаше да се прогласат, се донесат некои одлуки, на Фицо како што му се кажува, како што сега на Бабишке му се каже. Па и Словенија и Хрватска, нели кога влегуваше Хрватска на Словенија беше кажано. Апсолутно, политички критериум. Да. Дајте ве молам, имате за тоа добивка. Да. Ќе ги исполните критериум. Во Европа ќе се договорите. Баш така. Заеднички во Европската унија ќе ги решите тие ваши проблеми. Тогаш не е проблем да разговара комисијата, не е проблем да се донесе одлука ваква или таква, и тогаш веќе она што кажавме ние за нас како демократска земја не е проблем Бугарија да влезат во уставот. Ама не може да биде тоа да биде почеток на она врвот на ледениот брег, одоздолу да не чекаат да не ги урнат сите македонски бродови. Значи мораме ние да знаеме дека тоа е патот кој што има конечност, дека ќе бидеме земја во Европа и дека ќе разговараме сите соседи равноправно. Така. Тоа е тоа. Токму. Ајде да одиме на друга тема, може ли малце? Може. Нешто што си исто така експерт. Ова беше многу интересно да се морам да признам. Како ја оценувате македонската внатрешна политика? Имаме ли, да речеме, здрава нормална опозиција во Република Македонија, во двата табори, условно, како ги викаат, нели, македонски и албански? Па не. Мислам, јас сите се македонски политички партии. Јас исто така да. Значи, премиерот го кажува исто така. така. Каже некој дека има албанска, тие се македонска политичка партија од луѓе кои што се, нели, македонци, граѓани македонци во конкретно Так. во ВМРО ДПМН, меѓутоа во ВМРО ДПМН има и други луѓе, не само македонци, македонска политичка партија како што е да речеме ДУИ или ДПА или не знам сега Влен, новите што се. Значи јас се оценувам вака. Едноставно е. Во овој момент се покажа дека концептот на ВМРО ДПМН, доктрината на ВМРО ДПМН која што се усвои на Конгресот 2021 година. И горд сум што бев дел од таа доктрина. Кај што ние кажавме дека интеретничкото живење е еден од претпоставките за успехот на државата Македонија. Инклузивност. Да нема гета како што ги има по цела Европа, нели, да имаме начин на кој што македонските граѓани ќе бидат вклучени во растежот на Македонија. Не со флоскули како што правеа претходната гарнитура Заев Димитров, не со флоскули, со реални потези. И мислам дека тоа докаже дека тој концепт за интеретничка активност донесе плодови веќе на 3 последователни избори. Председателски, парламентарни и локални, и сега опозицијата треба да се соочи со нешто. Да, Кичево и Струга беа пример на последните. Тоа е пример, да, на пример. Чисти примери беа за тоа. И поддршката на Менди Чура, кој што е човек на пример кој што гради во општината кај што ја живеам 60 години, кисела вода. Така да. Струмендлум. Да. Или одам на утакмици да гледам некојаш тој тим да го гледам, тој е да речеме собственик на тој тим или поддршката на нашиот Александар Јовановски. Да. Тоа е моделот. И сега опозицијата што треба да направи? Она што е Македонска политичка партија СДСМ треба да извлече поуки дека политиката на Заев, после тоа Ковачевски, треба да се напушти за тоа што знаете велат на една емисија, не знам која новинарка кажа, националното чувство, националната гордост не е варијабла во мерењето на рейтингот на партиите. Да, не е, ама тоа е најдлабока варијабла. Да, вие тоа не можете да го изразите. Тоа така, го носите со себе. Кога вие сте повредени во тоа чувство, кога знаете дека вие немате дух, го немате македонството, тогаш више ништо не ви треба. Не ви треба ни стандард, не ви треба ни ништо. Так. Тогаш више вие револтирано се откажувате, не одите на гласање. Во Бугарија има па една графа, не поддржувам никого. Знаете ли колку има? Стално 5-5,5% има. Ута голема бројка. Голема бројка. Значи тоа се луѓе разочарани. Да. И значи се така во Македонија и сега таа политика на опозицијата, велите дали има опозиција? Нема опозиција. Чим тие 20 дена пред избори ги стават истите црвени линии на кои што народот им даде црвен картон. Јас сум излегувал на протести, нели, како граѓани на Македонија. Да. Сум излегувал да протестирам, затоа што не ми е сватливо како може да го прифатат францускиот предлог, а да не разберат дека тоа ќе биде таква една блокада на Македонија која што нема понатаму, нема како да одиме, че треба танталови маке да се вложат за да излеземе од оваа ситуација. Тука е целиот проблем. И затоа таа опозиција нема, таа е безидејна кога повторува папагалски флоскули од она што го кажуваше Димитров и Заев што го кажува. И затоа падна на 126.000. Ако продолжи така, ако не се реформира, ќе паѓе уште повеќе. Затоа што социјалдемократите во основа треба да се борат, тие треба да одат кај работничките синдикати, треба да разговарат со синдикатите, грански синдикати да седнат да видат социјалната политика, да разговараат
во делот на оно што представува јавниот сектор, како оди секторот, тоа е социјалдемократијата. Симбиоза меѓу државата и работничката класа. Ма и уште една левичарска партија има опозицијска и таа исто е популистичка. Таа нема никаква таа е уште пострашно. Таа ги напушти основните постулати на кои што почива македонската надворешна политика. Таа вели ние сме против НАТО и ЕУ. Мислам сега, вие тоа можете да го правите, нели? Јас и вие си седиме дома и си викаме ние сме против или сме за. Вие излегувате на избори. Да. И вие треба утре да седнете со кога ќе дојде тука некој челник од Соединетите американски држави, кога ќе дојде од Европска унија, кога ќе дојде од не знам каде, од било која друга земја, вие треба да кажете што сте. Кога ќе дојде од Турција на крајот на краиштата, членка на НАТО и кандидат членка за влез во Европска унија. Значи мора да разговарате со аргументи. За воен сојуз со Северна Кореја. И сега ви имате две партии од македонски политички партии, Левица и СДСМ, кои што немаат ориентири. СДСМ се држи на старата теза за општество за еднакво за едно општество за сите, кое што не функционираше, беше флоскула, а уствари де факто на теренот ништо не случуваше. И токму затоа велам дека тие двете, а од другата страна имате Левица која што нема реперни точки што сака да постигне, нема ни структура на терен, нема каде да се обратите. Да, Facebook партија. Тоа се луже за младите, има интернет и тие се catch-all партии. Секе критикувам, тоа е catch-all партија, модерните, за се ме бива, секе критикувам, ама немојте да проверувате кој сум јас. Така, не барете решение од мене. Не барете решение од мене. Јас знам се, ама не може да ви кажам сега, кога ќе победам ќе ви кажам. Така. Ама не е така. И затоа тие две партии според мене ќе се држат на тоа ниво, се додека некој од нив не изнесе здрав програм во кој што ќе каже, примерно, еве, Левица, нели е партија која што се бори за прогресот, да каже исто тоа што го кажем јас, нека покрене, нели се правници таму луѓе, нека покренат еве да оценат уставноста на делувањето на Димитров и Назаев. Тие нека ја оценат. Така ли? Или нека направат нешто да допишуваат и нека направат нешто што навистина народот ќе го цени. Јавно, најаве, не само со критика и некакви и вулгарност и ниско ниво на комуникација политичка што не е добра, според мене мислам. Општо за луѓето во Македонија. СДСМ има, пак ќе кажам, голем пат, ако успее да ги врати фундаментите на тоа што представува социјалдемократијата европска, например, вие да можете еден Митаран, социјалдемократ, или еден Вили Брант и Хелмут Шмидт. Ако вие ги следите нивните пораки, вие ќе научите многу и ќе знаете како да реформирате таа партија. Колку и да еве Шолц за таа милитаристичка политика падна на 13%, ама тоа 13% се во Германија 15 милиона гласачи. Луѓе, точно. И тоа е луѓе, и тоа е сепак тоа е, знаете колку е тоа 15, или во Франција, социјалдемократите се слаби сега, и таму се слаби, ама успеа Макрон да привлече многу од центарот кај нив, но во основа мора да учите од тие силни социјалдемократски европски партии, кои што точно знаат кој е фокусот на социјалдемократската дејност. И ако тука се преструктурира СДСМ и ги признае грешките, оти например ВМРО ДПМН, точно е тоа дека сме губиле ние избори, ама сме ги признавале грешките. Точно. Сме ги признавале грешките и во 2002 јас бев шеф на изборниот штаб, сме губиле, сме кажале зашто губиме, кои се нашите грешки и подосна со анализата на тоа што е владењето во вториот период на владата на Груевски, ние точно сме кажале во кој дел сметаме дека треба да се поправи политиката и тоа мислам си го направи многу вешто, многу умешно и на крај направи една синтеза од она што представува, што е многу важно. Прв пат ВМРО ДПМН нема антагонизми, кој е Александар Бичекливски, кој е Маријан Ѓорчев, кој е некој друг, туку сите сме ние, сите тие што сме биле некои камчиња во некој мозаик од времето и на крајот на кришта секој си има свое место. Секој каменот си тежи кај шуме местото. Јас си тежам у кисела вода, не можам да тежам на сите места таму. И секој си има свое место и секој си има своја генерацијска содржина и свој влог во партијата. Така што ВМРО ги извлече поуките од добрите работи што ги правеле претходните влади на ВМРО ДПМН и партиски раководства и лошите, има и лоши работи во секоја партија. Нормално само еден е безгрешен, нели? Да. И мислам дека тоа е суштината на актуелната влада. Сега пред нив затоа ВМРО е силна, јас мислам. Пошто од оваа причина е ВМРО силна, што знае да се извини пред луѓето, да каже и да направи нешто. Ама нормално да кажеш дека грешам, дека сум сгрешил, да.
Еве, мене ми се случува да ме тркнуваат луѓе, нели, во кисела вода си живеам толку години и ќе дојде човек ќе ми каже, абе не ја направи ти тогаш улицата, чекај да ти кажам. Да, Ама да му кажеш човечки. Човечки, и ќе да. седнеш и ќе разговориш зошто не си ја направил, што било причината и ќе те разбере. Ќе те разбере, да. И во тој контекст мислам дека луѓето и ВМРО ДПМН сега има една друга одговорност во насока што кога имате таква голема моќ, се јавуваат веќе веројатно и очекувања од граѓаните дека вие сте кадарни се да решите, а не можете се да решите. Не може ни наеднаш економски, социјално, безбедносно да ги решите сите проблеми, ќе ги решавате етапа по етапа. И тоа треба само да се соопшти, еве, пак медиумите преку вакви емисии, интервјуа со луѓето, да го кажуваат тоа што е прифатливо за луѓето. Точно, и нашава држава беше, мора да признаеме, 7,5 години оставена, после 7,5 години тотално руинирана, девастирана, со луѓе кои што правев кости, кои што ми беа во емисијата од извршната власт во Македонија, од претежно од ВМРО ДПМН, го кажуваат истото, значи не почнуваме од нула, сега почнуваме од минус 20. Вика, па за да стигнеме до нула, да се стабилизираме, па да продолжиме понатаму, вика. Толку е лошо, вика, толку е лоша состојбата во одредени сектори. Била, она што го наследиле како политичка партија. Јас едноставно ќе ви кажам, ја по вокација сум економиста, нели, само еден податок. Ако вие за 7 години, реперна е 2023 година, пред нападнато од вас 24-та, ако вие за 7 години, за 6,5 години точно, успеете да задолжите државата за 5,4 милиарди евра, а во тоа време за 6,5 години ви порасне бруто општествен производ за 4,9 милиарди евра, значи вие сте останале должни 400 милиона евра, а ништо не сте направили во државата. Ништо. Минус 400 милиони евра. Вие сте задолжили една шајка не заколга. Значи ништо, значи пазете, сте зеле 5,4 милиарди евра, а сте направиле раст на бруто општествениот производ 4,9 милиарди евра. Значи вие ништо не сте направиле во државата. Ништо буквално. Бруто општествениот производ е показател на се што произведувате во државата вие. И не може да се скрие тоа, нели? Тоа не може да се скрие, тоа не е екземпларниот показател што е Македонија, колку може, кои се можностите, колку создава. Така. И ако тоа е економски индикатор, ако само тоа видите го, не треба друго. И јавниот долг колку бил, тогаш бил 49%, колку е сега, и сега вие кога ќе се сочите со тоа, знаете, мене ми изгледа смешно кога Социјалниот сојуз кажува сега со овие кредити ќе се задолжи Македонија, па ние нема што да правиме, затоа што толку многу Македонија е девастирана, што ни треба инвестиционен, па економски се вика big push, голем удар во грбот, за да може да тргнете вие напред сега. Иначе ако не со таква една ситуација кај што вие сте задолжиле државата, сте ја урнисале, ништо не сте направиле, никој еден индикатор не оди напред, вие морате да превземите радикални чекори во инвестирањето говорам. Так. Во инвестиции да го направите, нова пруга, модерна железница, еве како што се прави на коридорот 10 Табановци, Мачуково Евзони, да направите Чебрен галиште, да направите гасификација на нашите термоелектрани. Тоа се епски потези со кои што ќе обезбедите енергија, ќе обезбедите вработување, ќе обезбедите раст на бруто општествен производ. Тоа не оди преку ноќ, ама со тоа мора да се нагрбите сега. Така, ајде уште малку за ВМРО да проговориме, може? ВМРО ДПМН. Моментално сте советник во извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Така, имам информации. Човек кого, значи, знае да го исконсултира премиерот на владата, знае да разговара со луѓето во ВМРО ДПМН. Кои, вака, како стратегии најмногу сметате дека се важни за идниот развој на ВМРО и на државата? По кој правец треба да се движи? Кажавме многу во емисијата сега. Вака бе. Еве, реков, за мене најважни сектори во 21 век, согласно ова што се случува сега со IT интелигенцијата, тоа е образованието. Значи, тука е клучно. Образованието, второ е енергијата и трето е храната. Тоа се три постулати на светска сцена. Ако имате енергија, ако имате храна и ако имате образовани луѓе, вие можете да го движите светот напред. И тоа веќе не се важни компаративните предности. Вие можете во ова канцеларија тука, ако сте современ и едуциран информатичар, ви можете од тука да работите, да тргувате со Јужноафричка унија, да речеме, не знам во кој дел, и да соработувате, да креирате, да правите градежни проекти, урбанистички проекти, да правите не знам какви други проекти.
Така. Со 3D принтерите можете да произведувате и не знам какви можности Се може да направиш. Се може да направите со Се може 3D да принтерите. Значи во тој дел образованието е многу важно и ние мораме да го вратиме образованието. Јас зборував со тоа со мојот голем пријател Аце Миленковски за соработката на УКИМ со приватните универзитети. Така. Еднаш да сватиме дека сите заедно сме потребни на државата. И УКИМ, јас сум учел, тогаш кога сум студирал јас, у социјализмот на времето, Так. сум студирал на Универзитет Кирил и Методи. Тој бил еден во Македонија. Сега имате државни универзитети повеќе, нели? Имате 3 државни, имате приватни уште десетина, да се сојузат, да направат стратегија како нашите студенти да добиваат знаење со меѓународни дипломи во делот на секој во својата област. Секој таму кај што сме најсилни. Јас ќе ви кажам талентирана нација сме, мора да признаеме. Талентирана нација. Јас ќе ви кажам само еден пример. Имам еден пријател, моја генерација, Мумена Маркоп се вика, работи во Аман. Тогаш имаше многу палестинци, либијци, сирици, грци кои што студира 70-те години во Македонија. И тој кога завршил тука на архитектонски факултет и сега предава на Амерички универзитет во Аман, во Јордан. Така. И кога отишол да се пријави за да стане доцент таму, и тие му велат: "Ама вие на кој факултет сте завршили?" "Во Скопје." И ми дават, вика, задачи да ги решам. Ја, вика, тие ги решавам, Не гледајќи не гледајќи ги задачите. Вика, вие многу знаете. Не, ја знам тоа што треба да знам. Вие колку знаете. Да, вие колку знаете. И сега сум, така вика, таму најдобар професор, затоа што Скопскиот градежен и архитектонски факултет бил еден од најдобрите во таа Југославија, можеби еден од најдобрите на Балканот и пошироко. Тоа треба да го задржиме. Тие луѓе што сега се тој Амерички универзитет да го имаат Мумер Абу Аркуп кој што учел во Скопје и тој да биде најдобар професор таму во Аман. Так. Или некој друг наш студент кој што учел тука, ние тоа треба во образованието да го направиме. Да, 70-те се сеќавате на архитектонски факултет доаѓа студенти од Јапонија да студираат. Исто така, да не збориме за сеизмологијата. Да, и што беше Македонија. Да, 3 универзитета беа Осака, Пасадена и Скопје. Скопје, Кај што имаме најмногу можности екзактно да провериме што во сеизмологијата во пракса функционира. Во делот на втората работа е во делот на енергијата. Ние мораме конечно да сватиме. Јас затоа сум пишал многу, можеби изгледало тоа пред 10 години, 15, но бев доволно уверен и сега дојде боата потврда пред 2-3 дена дека Европската унија каже дека европската нуклеарната зелена енергија е перспектива на Европа. Так. Јас пишував пред 15 години дека ќе дојде време кога Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, сите тие што сме тука, ќе мора да сватиме дека најевтина енергија е нуклеарната енергија. И ќе треба да размислуваме, бидејќи сме дел од Европската унија, французите се гениалци во нуклеарната енергија, имаат 54 да. нуклеарни електрани. Да. Модуларни енергии, дали ќе ги со договор помеѓу се надам земји членки на Европската унија, кои што имаме заедно, тука и Грција нема електрична енергија, Албанија нема, Косово нема, Босна нема, Србија нема, ние немаме, да направиме неколку модуларни заеднички проекти нуклеарни кои што ќе ни обезбедат нас за следните 50 години за младите генерации енергија. Настрана што треба да ги гасифицираме ТЕЦ Неготино и ТЕЦ Битол и ТЕЦ Осломе. Друго што мораме да го направиме Чебран Гариште како ресурс од 500 мегавати и да имаме струја за многу технолошки технички проекти во Македонија. И третата е храната. Мојата област цел живот работев во агрокомплексот. Да, и министер бевте за земјоделие. И бев, ама битно е дека ние имаме големи потенцијали. Ако имаме 600.000 хектари, ке споредам. Македонија има 600.000 хектари, Бугарија има 6 милиона и Србија толку има. Украина има 66 милиона хектари. Тоа најплодна земја во светот, да. Споредете сега. Да. Ама ние со 600.000 хектари, со топлите води во Кочани, топлите води во Воландово, Богданци, Дојран, со она што го имаме како потенцијал, знаење, умење, можности за производство на одредени култури. Так. Ние не треба да имаме 500 милиони евра дефицит во храна да увезуваме. Конкретно ќе ви кажам, во делот на јаткасти плодови, ореви, бадеми, и лешници, целиот потек од Демир Капија до Дојран е потек кој што ние може да снабдуваме цел Балкан со бадеми, лешници, ореви. Тоа е утврдено на Земјоделски факултет пред 50 години, се знае што може да произведуваме ние во Македонија. Так. Да не говориме за виното, да не говориме за ние не можеме да произведуваме пченица, ченка во доволни количини, секогаш ќе бидеме увозно зависни. Но затоа може да извезуваме вино, градинарски производи. Градинарски производи, ние може да извезуваме и новите култури, лаванда, шафран, може да извезуваме. Да. Органска камилица, за тоа има потенцијали. Може да извезуваме овие што шумски плодови. Кожув е полн со боровинки, со малини, артифицијални. Огромен потенцијал. Кажувам што можеме.
Само треба да ги насочиме програмите, тоа треба да биде програмата како да направиме, да речеме Витачево да биде ареал кај што ние ќе бидеме ареал на производство на артифицијални боровинки, на малини, на капини и кај што ние можеме да Солунскиот пазар, Софискиот пазар, Белградскиот пазар да го потрупаме со македонски производи. Така. Ни помина многу брзо време, Маријан, задоволство ми беше да слушам цело време. Многу интересни тези презентираш, како и секогаш. Уште едно прашање вака за крај, под прилика ни поминува времето, но ова не значи дека нема повторно ни дојдеш гостин во Проверитас. Долго време сте во јавноста политиката. 40 на години отприлика. Што е она што луѓето начесто погрешно го проценувале кај вас? Или секогаш луѓето што имаат јавност викаат се што ќе чуеш за себе. се што ќе помислат. Јас како да кажам сега, мене една девиза во животот ме држала, а тоа е секогаш сум се обидувал да останам истиот човек пред и после пластичната операција власт. Така. Значи за мене клучно во политиката е човек да остане на она исто место кај што тргнал во политиката, да живее со истите пријатели, да не ги промени пријателите, да си го задржи семејството, тоа е нормално, децата да му бидат здрави, да му бидат најбитната работа, да бидат култивирани, да бидат воспитани во тој, еве да кажем, македонски дух, дека ние сме, дека Македонија е пристојна земја за живење, дека може тука да се живее, моите деца тука живеат во Македонија, да се наобразуваат и мислам дека тоа е некој сублимат што јас сум го држал за себе. И секогаш да бидам она што скромноста не е пристојна работа во Македонија. Но треба човек да биде скромен. И треба да знае докаде му е чергата, до таму треба да се ги пружи нозете. Јас едноставно се однесувам. Тие што ми се пријатели, ми се истите пријатели од пред 40 години и пред власта, тие што се живи, нека се живи и здрави. Јас и живеам на истото место кај што купив стан 87 година од Стопанска основна банка Скопје со кредит, во тој стан се живеам. Не сум се променил, истите комшии ми се, мажи сега се смени и идат многу луѓе од внатрешноста на Македонија, многу луѓе замина, сега, за жал од Македонија, но јас сум тука. И ако човек доволно долго истрае, нормално ќе има и критики, овој се прави, ништо не знаеш, тука живее, ама тој знаеш. Јас стално велам, човек се гледа по тоа како се однесува, како ги воспитал своите деца, како се однесува со пријателите, дали со нив го менува својот однос или не го менува својот однос. Тоа е за мене битно. Иначе секој чуете за вас. Секој има за вас. Ќе зговорат и вакви и такви работи, но основата е треба некој да дојде, тие што те знаат, да каже и она што мене најмногу ме боли, јас се борам за моите луѓе. Кога некој мене ќе ми каже примерно за некој мој пријател, не е така вело. Тоа е прав пријател. Тоа е прав пријател. Не е така, јас знам дека тој човек не е таков. И јас сум доживеал многу разочарување во смисла некој ќе ме напаѓа, некој ќе зборува, никој од тие што ме знаат нема да ме одбрани. Нема да рече Маријан не е таков, не. Но во основа тоа е. Јас сум рекол секојаш, кој сака да ме види, може да ме најде на истите места кај што бев, како дете расте во Мичурин, сега сум во Кисела Вода, со истите луѓе сум, на исти начин си живеам на начин, и јас сум си задоволен од начинот кој што сум го одбрал да живеам, сега како пензионер веќе. И основно е дека во животот човек, пак ќе кажам, не е привилегија скромноста, хендикеп е во Македонија. Знаете, во Македонија треба да бидеш баба и треба да се чаламиш, јас сум она. Секојаш било така тука. Знаеш чип сум. Бабаиството било секојаш така, секојаш некој што е по-бабаит поуспе во животот. Но во основата клучно е дека ти да бидеш истиот човек, пак ќе кажам, да се враќаш од власта на истото место кај што бил порано и да се однесува со луѓето како на грозе брање у Кавадарци, се враќаш од грозе брање, нели, и подаруваш на луѓето по некој грозче таму, еве, се заврши бербата, ај сега да си помабетиме кога ќе вариме ракијата. Баш така. Тоа е тоа што мене ме држи у животот и истите, пак ќе кажам, истите склонности во животот ги имам. Да влезеш на власт како човек и да излезеш како човек. Како човек. Јас само на крајот еден пример, Анте Марковиќ за мене беше советник во владата. Јас дигав еден штрајк како конечно за да ви кажам. На 89-та година бев председател на синдикатот на банките, се распаѓаше Југославија, дигавме штрајк за 73% ни се зголемат платите. И Анте Марковиќ беше сојузен премиер. За среќа, директор тогаш Ацо Маневски на Комерцијална банка и Ључо Поповски на Стопанска банка и Кошка покоен
тој веќе покоен, ми дадоа поддршка, но државното раководство, премиерот на Македонија, председателот на собрание беа против. И ние дигнавме штрајк. Так. И веќе почна притисоци, полициска станица, што е целта, па што бил дедот и што бил татели, проверка кој си што си. И дојде време кога Анте Марковиќ дојде во Стопанската комора на Македонија и по сите тие расправи имаше еден добар председател на тогашниот вистински синдикат на Македонија, Светозар Василевски, кој застана за нас, а Анте Марковиќ каза само една реченица. Па тоа требаше да го направите пред 6 месеци, други изгони ме платите, вика. И кога дојде совет ми кажа, момче, знаеш што? Јас вика, ме препозна. Замислете која меморија. Тогаш вика, да не бев јас, ти ки имаше сериозни проблеми, вика, а јас им кажав на вашите раководители, што се занимавате со него? Требаше, вика, да ги зголемите платите, држите ги луѓето кои што се храбри и кои што се толку едноставни што ви кажуваат што треба да направите, а од тоа за нив нема да има никаква полза, освен за сите што работат во банките. Тоа е дефиницијата за тоа. Тој Анте Марковиќ беше голем човек и останавме пријатели до крајот на животот, неговата смрт во Грац. Јас имав нешто работа, така работев со земјоделие и го посетував често. Сега да ви кажам, човек треба да стои на истото место секогаш каде што е. Да, за да биде она што е. За да биде што е. Тоа е тоа. Благодарам, Марин, што еднаш. Благодарам јас. Јас. Почитувани гледачи, ова беше најновото издание на Проверите. Се надевам дека и ви уживавте исто како јас во ова прекрасно интервју. Не заборавајте да не следите на сите мрежи, премиерно четврток во 22 часот Проверитас. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.